Македонската информативна агенција или скратено МИА денеска прославува 20 години од основањето. И нормално, по тој повод го викнавме директорот Драган Антоновски. Здраво, Драган. Здраво. Честитки за јубилеот. Благодарам, честитки и за вашето отворено студио. Ти си една година таму, приближно, на функцијата директор. Ме чуди зошто Македонската информативна агенција или Државната новинска агенција се формира дури во 1998. Кога предходно се формираа приватни телевизии, приватни весници, приватни неделници. Имаш ли објаснување? Па немам дефинитивно, веројатно тогаш процениле дека можат да стартуваат таков голем проект, иако по некоја логика би требало да биде со процесите на осамостојување на државата. Меѓутоа почнале со десетина луѓе, мислам дека и почнале да ја градат се до денеска. Колку работени денес има? Во каква кондиција е денес информативната агенција? Интересно е што во МИА се истите луѓе од првиот момент, значи речиси сите се со 20 годишно искуство. Многу малку нови луѓе има, како семејство се на некој начин. Значи тоа е реткост по нашите институции. Апсолутно, тоа е дефинитивно реткост. Сега има 70 луѓе кои што се на платен список и уште 30 дописници, што од надвор, што од Македонија, така да 100 луѓе се... Имате потреба од зајакнување? Па секогаш има потреба од зајакнување заради тоа што знаеме дека новинарството постојано се менува изразот, се менуваат алатките со кои што се работи. Ако агенцијата порано беше само фото и текст, да речеме сега е незамисливо агенција да нема видео сервис, да нема графика, да нема лайв стриминг, така што се е ново. Овие луѓе реков се 20 години заедно и работат под тој терк по кој што работат. Но оптимистички е што влегуваат и во она што се нови алатки, она што се социјални медиуми, така што изразот дефинитивно е сменет. Ти работеше во Македонското радио, беше безмалку во повеќето приватни телевизии, А1, Сител, Канал 5, така. Да. Како овој премин сега во една новинска агенција? Да го објасниме. Колегите, затоа што почнавме со воведување на видео сервиси и имаше шега околу тоа, па сега Драган ќе си прави телевизија, воведува му недостасува камера. Па, токму тоа што го кажав предходно, повеќе агенциите нема резка граница, агенцијата има само тоа, не знам, телевизиите имаат само камера, сега се го има секаде, само дали знаеш да го користиш. Некои портали станаа телевизии, некои телевизии, весниците ги нема, стана исто се префалија на порталите, така што тој нов одиум повеќе не ограничува и токму поради тоа не ми пречи што сум во агенција, има стандарди агенцијата, треба да биде навремена, не може да зима страна, треба вестите да бидат секогаш проверени, значи мора да ги... Колку овие 20 години Државната новинска агенција не заземала страна? Тоа е друга приказна, меѓутоа МИА расте со она што значи растежот на државата. Во одредени периоди имало едно ниво државата, во еден период беше заробена држава, па демократизирање, ослободување, така што агенцијата на некој начин е хроничар на целиот тој период и така со тие амплитуди и движеле. Има шанси да прерасне и во телевизија? Па не знам дали има шанси дали воопшто имаш такви некои размисли? Па имам. Не телевизија, меѓутоа дефинитивно сега го почнавме видео сервисот, почнавме со директни преноси, сакаме да направиме понуда на не само на читателите, туку и на гледачите. Сакаме да се најдеме во приказната да можеме да дистрибуираме видео сервис до телевизиите, затоа што да, скопските, ако може да така да кажам, или оние што се во големиот град во Скопје имаат пристап до тој тип на информации, меѓутоа локалните немаат можност, така што имам идеја дека би можеле да го надополниме тој дел, да дистрибуираме видео вести, особено поради тоа што убаво кажа ги работе во повеќе телевизии, ги знам отприлика капацитетите кои се на телевизиите и колку можат дневни настани да покријат. И мислам дека тука ние можеме да влеземе барем со оние што се
да ги наречам под наводници, протоколарни вести, кои што ние би ги дистрибуирале до телевизиите, а телевизиите ќе може да последат многу повеќе на истражувачки приказни кои што би ги разликувале од другите. Така што, да, имаме идеи за таков пристап. Еве, вака, ме интересира, спомна дневни нераспореди, колку новинари имате. Дневно имаме по 5-6 некојаш големи судски процеси. Мија ги покрива сите или... Мија ги покрива, ние се трудиме да извлечеме максимум од тоа што го имаме. Значи, јас за споредба можам да кажам дека, да речеме, ако во минатиот период, пред моето доаѓање, Мија правеше некаде околу 3-4 илјади, може би најдобра варијанта 5.000 вести, ние сега месечно произведуваме и до 12.000 вести. Така што тоа е повеќе од... Нормата во квантитет сте ја качили, во квалитет? Апсолутно. Во квалитет се трудиме да покриеме она што е најбитно, како што е впрочем и во телевизиите, да ги имаме сите вести, но тоа е сепак според можностите. Мислам дека ги имаме главно сите вести кои што треба да видат. Еве и телевизијата 1TV е претплатена на Мија, како што ми кажаа колегите, и ние во Фокус сме претплатени на Мија на одреден пакет. А колку претплати имате? Можете ли финансиски со претплатите да покриете Па не. Дел од трошоците. Дефинитивно. Дел од трошоците не. Прво заради тоа што општиот амбиент во Македонија го знаеме сите со почитување на авторски права, дека добар дел се превземат, да не речам крадат. Токму поради тоа направивме пакети првин за да може, затоа што знаеме колку медиумите може да платат во Македонија, и направивме промотивни пакети со кои што ќе може оние кои што сакаат да држат до професионални стандарди на новинарство, да добијат проверена и точна информација. Тие промотивни пакети, да речеме, за прв пат се случува над 20 портали да се претплатени. До сега немаше таква практика. Сите медиуми се претплатени во Македонија, но имајќи го, повторно ќе кажам, во предвид колку се моќни да платат, со таа претплата ние не би можеле доколку нема помош од државата. Така. Дали некој следи колку вестите од Мија се крада се? Тоа спомнавме, затоа што, еве, секој портал, и ние, например, кога ќе објавиме на Фокус, некои други ги преземаат вестите, а не се претплатени на Мија. Значи, следиме, упатуваме, адвокатите забележуваат кои се обично во овој период, што е добро, да речеме, тие што ги уловиме се претплаќаат после тоа, но мислам дека тоа е процес. Ако со години била ваква ситуација, мислам дека одеднаш не можеш да го смениш се тоа, но се учиме на навиките. Значи, почнавме и фотографиите во пакетот да ги даваме. И мислам дека сменета е сликата од она што беше претходно. Колку фотографии имате? Како мислите колку фотографии? Па не, сервисот на Мија. Сервисот, да, но колку мина работат на фотографија? Тројца фотографи работат. Имаме вработени кои што постојано. Сега ќе треба да земеме и видеосниматели, и монтажери, значи тоа е процес на заживување на тој видеосервис. Снимаат и фотографите, така да мислам дека е убава насоката. Вие вечерва прославувате во клубот на претеници, колку што знам. Што ќе се случува? Имате некоја програма? Па што ќе се случува? Ништо особено. Поканивме како директор разбрав дека ќе имате свирка со колегите Борјан, Миле, Борјан, Миле, Жаре, Петрит, тоа е Репортерс, нашиот новинарски бенд. Да, ќе има, мислам дека она што е битно, ќе имаме доделување за прв пат воведовме награда за фото, најдобра фотографија на годината, потоа репортерски одсвират неколку песни, потоа ќе има друг бенд кој што ќе продолжи, и тоа клучно е дека ќе се дружиме сите заедно и навистина ќе ја прославиме таа 20 годишнина на Мија. Ја не сум слушнала дека претходно прославувале Мија, или пак не канеле, не знам. Не знам ни јас, но ние сега имаме зашто да славиме, заради тоа што навистина препакувавме многу работи. Имаме сериозна поддршка од меѓународна заедница, од донатори кои што ни помогнаа во опремата, затоа што пред малку кажавме дека со тие пари кои што ги имаме
тешко дека ќе можевме да го набавиме, затоа што пак со години во МИА не се вложувало ништо во опремата. Апаратите едноставно не функционираа, не работеа, да не зборувам за компјутерите, а камоли она се ново што го подготвуваме. Така што УСАИД многу ни помогна во тој дел. Речиси 3-4 месеци имаме постојано луѓе од надвор кои што држат обуки како користење на таа опрема, социјални медиуми, па дури и бизнис стратегии како да функционираме, затоа што сепак на крајот ние би сакале да можеме да бидеме финансиски што понезависни, за да едноставно затоа што се работи, затоа што треба тоа да се продаде и да може да се функционира покомотно. Драган, ти благодарам што беше гостин. Уште еднаш честитки за МИА. Убаво да се забавувате вечерва. Јас ке морам да работам овде. Кога ќе завршите со работа, ние ќе бидеме таму. Благодарам. Благодарам и на вас.